Убав е животот кога завзема некој ритм и кога вие од другата страна го следите тој ритм. Сега замислите да го фатите ритмот на традицијата и на креативноста и да ги споите во една. Од една страна неколку векови традиција на занаети, на креативни луѓе, а од другата страна една нова убава идеја како тоа да се исплете една современа приказна. Затоа добре дојде за Емилија Миладинова Аврамчева, председател на Сдруженијето Добре дојде Македонија, Welcome Center. Добре ни дојде во нашето студио, Емилија. Благодарам на поканата и сум со големо задоволство ја прифатив и еве вечерва сум тука за да ја прикажеме нашата програма и нашата иницијатива. Пулсираше лабораториум со една многу убава енергија, една сплотеност и кога човек како гостин можеби цирна во местото каде што беше определено, каде што моделите, кои што при тоа беа сопруги на амбасадори, жени од јавни личности, а ја имаа возбудата како на млади девојчиња дека ќе излезат и дека ќе се појават на модна писта, од друга страна една смирена дама која што сето тоа го гледаше и од трета страна една прекрасна дизајнерка која што практично и беше менторка, Ирина Тушева, дизајнерката, ќе ја спомнеме во текот на разговорот, но идеја која што веќе втора година се реализира и се поголема масовно зема. Една многу благородна мисија направивте. Да. Фактички ова иницијатива или проект во сферата на женското предприемништво, кој има повеќе аспекти од овој проект. Тоа значи, например, модната ревија, која се нарекуваше во ритмот на македонските занаети и креации, беше повеќе од модна ревија. Тоа беше едно модно дефиле, каде што имаше спој на традицијата, занаетчиството и потикнување на женското предприемништво. И едноставно и потикнување на нематеријалното културно македонско наследство. Значи, идејата за ова беше преточена во проект, а тоа значи да го потикнеме женското предприемништво, да ги потикнеме жените, вклучително и жените од ранливи категории, вклучително и жените од 4 општини, каде што водевме сметки на таа, да речам, зелена енергија, одржливост на текстилот, каде што беше вклучено потикнување на семејни бизниси и сето тоа да кулминира со една модна ревија и понатака на 14 декември со базар. Значи беа опфатени 60 жени во 4 општини: Куманово, Битола, Скопје. И тука жените и Струмица, и тука жените има обуки за везење, шиење, плетење и оно што е на моје големо задоволство, успеавме да го обновиме занаетот на ткање. Го разбудивте повторно разговор. Го разбудивме и тоа е она што мене толку пријатно ми изненади, што млади девојчиња со таков страст и ентузијазам почнаа да ткајат и што дури на одбори доаѓа да го искористат времето во ткање. Така што тоа е нешто, значи да ги потикнете мануелните вештини во сферата на женското предприемништво и можност на вработување и отварање на сопствени бизниси. Или само вработување. Да, само вработување, така да. Така што овој проект беше соопфатен со многу елементи и на крај ревијата не беше она класична ревија на најелитни модни дизајни, туку беше ревија на жени кои многу од нив и првпат фаќаат игла во рака и успеа, секако со помош на многу добриот тим кој го имаше во Добре дојде Македонија Welcome Center и со дизајнерката Ирина Тошева, по чие менторство се одвиваа сите овие активности, меѓутоа беа вклучени други ментори за плетење, за шиење, за ткање и кои успеа да вроди еден убав производ. Сега производот го видовме на модната сцена, меѓутоа пред да го видиме само мора да кажеме дека секако дека овој проект беше поддржан од амбасадата на Република Словенија и дека оваа ваша соработка навистина беше како еден сплотен проект. Ја поддржаа веднаш вашата идеја, се вклучија, па дури и нивните вработени од таму го дадоа својот придонес? Да, значи ова е втора година каде што амбасадата на Република Словенија не поддржува во
овој проект во поддршка на женското претприемништво. И можам да кажам дека соработката е толку, ако може да се каже, на највисоко ниво, бидејќи во сите нивоа на соработка ние едноставно имаме комуникација, разговараме и затоа мислам успеваме да дојдеме до ваков убав резултат, што на крај кулминираше во самата модна ревија да се вклучат и жени не само од дипломатскиот кор, туку и од јавниот општествен живот и многу вработени во компании од Словенија. Овде предлагам од режијата да ни го пуштат прилогот од неговата екселенција амбасадорот на Република Словенија, Грегор Прескер, кој што навистина преубаво не пречека во амбасадата на Република Словенија и она што го забележа нашата екипа, одлично за една година го говори македонскиот јазик. Со проекти од овај вид сакаме да некако да промовираме и ранливите групи од општеството, да промовираме некако вклучување на тие групи во бизнисот, во економија, да прави неки прогрес, да прави неки проекти кои можат да подобрат ситуација на овие ранливите групи и на општеството уопште. Значи со овој проекат ги правиме оно што беше прашање. Значи промоција на традицијата, на културата, и промоција на бизнисот, како што кажав. Партнери и целна група во овој проекот беше жените, од околу 60 жени од Куманово, Скопје, Битола и Струмица, кои се учат за ткаење, везење, шиење, плетење. Неки работи кои веќе не се прават, кои можда и се заборавени. И не само да ги ментори кои се вратуваат со овој проект ги учат како да прави производи од текстил, него да ги учат исто така како да покренат својот бизнис после кога овој курс се завршија, затоа да можат да просперират во локална средина каде ќе живе. И во овој проект имаме исто други двата цели. Еден е рециклирање. Значи многи од овои производи, многи од овие креации кои беше презентирани на модната ревија во рамки на моден викенд во Скопје, беше произведени од рециклиран материјал, текстил. А второ е да со зајакнувањето на жените, со промоција на бизнисот, со можноста за креирање на собствен предпријателски дух, да се намалува и иселувањето на луѓе од Северна Македонија, брендирани како се вика, или бек на мозгови. Овие жени кои беше модели, кои не се модели професионално, мислам да за нив тоа беше една единствена прилика да се испробат како модели, да носат креации, да видат како и во тој дел на нека ајмо реч економија, на неки бизнис, на неки настан, поготово знаеме како жените пратат мода и како е тоа се интересно и важно и стварно и позитивни се фидбек од локална заедница, од социјални мрежи и така натаму. Така да стварно сум многу задоволен да имаме такав проекат и да беше толико интересувањето од публика, од дипломација. Имавме многу амбасадори тamo присутни, почасни конзули, имавме градоначелници, министри. Ја слушнавме изјавата на амбасадорот и видовме навистина она што во најавата пред неговата изјава го кажав, се потврди неговиот преубав македонски јазик, меѓутоа и посветеноста со која што навистина со двете раце го прифати овој проект. Да. Значи, како што кажав, соработката веќе 2 години постои.
Тоа е на највисоко ниво и мислам дека бидејќи соработката е токму таква, ние успеваме да имаме убав финален производ. Значи, треба да се каже со каква ентузијазам и страст жените влегоа во ова, да речам, авантура на мануелни вештини, на модна авантура. Затоа што тие ќе беа и пресрекни, значи тоа се жени, ви реков, и вклучително и ранливи категории, кои воопшто не очекувале дека еден ден ќе почнат да работат на занаети и на себе, како да дојдат до собствен бизнис и најнаш се наоѓаат како дизајнери на модната ревија. Значи, во рамки на модниот викенд. Значи, тоа беше за нив многу голема возбуда и морам да кажам дека значи, шиењето и приготвувањето на овие модели е поинакво и може да се каже покомплицирано него кога се работи за манекенки. Бидејќи станува збор за различен тип на жени, различно тело, различен стаз, кој требаше да се долови и да се направат модели кои ќе одговараат на секоја жена поединечно. Ама сега честитки, бидејќи навистина на сцената тие изгледа сите посебни и секоја имаше костим оригинален, претпоставувам дека природата на самите дами им даваше некоја додатна инспирација да се внесат во моделите и ги износеа моделите како вистински професионални модели. Да, бидејќи сите од тие жени имаат своја професија и своји работни обврски во текот на еден работен ден, меѓутоа сега буквално се внурна во модата и со посебна страст и желба го прифатија тоа, не само затоа што нив лично ги исполнува, туку затоа што дадоа поддршка на жени кои решиле да се преку мануелни вештини да дојдат до собствен бизнис. Тука беше сопругата на словеничкиот амбасадор, на словачкиот амбасадор, сопругата на австрискиот амбасадор, сопругата на градоначалникот од Кумано, меѓутоа и многу личности, дами од јавниот живот, од повеќе сектори, имаше архитекти, имаше обновлива зелена енергија, потсетиме уште многу. Директорки на банки, на деловен совет. Така. Ама дружбата позади сцената или во бекстејџот беше посебно интересна. Навистина се однесува како вистински професионалци. Тука беа и фризери, тука беа и шминкери, тука беше и Ирина за да им покаже како да одат на сцената и тоа беше толку спонтално, толку интересно и убаво на сцената како цел живот да го работеле тоа. Да. И можете да ги замислите девојчиња или жени, господи, кои на крај видео која личност ги носат нивните модели. Тоа беше реакцијата, беше и возбудата беше обострана. Што ти рекоа Емилија после завршувањето, бидејќи присуствува во делот од нив во таа целата еуфорија, во радост што се случи дека заврши еден убав проект со кренисување на сите тие дами, нестрпливи се за некоја нова модна ревија повторно? Па да ви кажам, она што мене многу ме радува е дека многу од нив изразија голема среќа и задоволност, голема и благодарност и задоволни од тоа што се случува. И на крај велат, знаете, може би еден ден ќе дојдете на нашите самостојни ревии. Тоа е нешто што е многу поттикнувачки за нас, затоа што нашата цел е токму тоа, да ги охрабриме жените, да се препознаат дека голема енергија и потенцијал има кај секого од нив и заедно да се втурнат во тој нивен собствен бизнис. Кој со плетење, кој со везење, кој со шиење, а ткаењето сега стварно представува нешто од кој сега на 14 декември во јавна соба ќе се организира базар на рокотворби, кој го има истиот назив во духот на традицијата и креациите, во ритмот на македонските занаети и креации. И тие сега се приготвуваат за нивни производи и ќе има ткаени ташнички, додатоци за мода. Тоа ќе биде божиќен новогодишен базар, така? Тоа ќе биде од отворен карактер, ќе биде отворен карактер, да искористиме шансата да ги поканиме сите гледачи. Да ги поканиме и повторно да ги охрабриме сите тие што учествуваа на овој проект, бидејќи беа вклучени 60 жени, а вкупно 100 жени добија и обука за бренд менеджмент и развој на малите бизниси, која беше
дополнителна обука, значи како откако ќе успеат да направат производ, да можат тие преку социјалните медиуми и да стекнат вештини, алатки како да ги продаваат своите производи, како да дојдат до крајните потрошувачи. И како да се Значи, самовработат и да тоа се е има целта, извор на пари. И да бидат потики за оние кои се сомневаат во себе дека можат да успеат. Да, можат, само треба желба и волја и едноставно да почнат. Па јас уште од сега веќе во главата размислив уште една нова приказна како да ја обликуваме токму на новогодишниот или на божикниот базар, до тогаш имаме време за уште една средба. Емилија, ти благодарам за тоа што ја раскажа твојата убава приказна и твојата креативна приказна, твојата и на тимот со кој што работеше. Се надевам дека ќе бидете инспирација на многу млади личности да продолжат со вакви иницијативи, да плетат приказни со луѓе кои што можеби ете од нешто за кое што никогаш во животот не замислувале дека ќе бидат, а потоа ќе си направат собствен бизнис. Да, благодарам, Мили. Јас секогаш велам, вашиот милозвучен глас е потик и желба и понатаму да сработуваме и понатаму заедно да ги споделуваме убавите приказни. Благодарам, ми беше навистина и задоволство и радост да сработувам со вас. Благодарам и на вас.